Почитувани, денеска заедно со Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство на СДСМ бевме во Долнени, сега сме во Кукураганскиот крај, овде во Егри ќе посетиме и други околни села во Битола и во Пелагонија. Но она што може да го видиме и денес на терен се резултатите од криминалната политика на Никола Груевски во земјоделието. Она што го видовме во Долнени се огромни илјадници хектари од вода однесена пченица, тутун, ченка и други земјоделски култури. Но причините кои што доведоа до тоа се и неисчистените речни канали и речните корита околу Долнени. Затоа сакаме да го потсетиме први Никола Груевски дека милиони евра државата плаќаше во целиот овој период за чистење на речни канали, но сакаме да го потсетиме и на извештајот на Државниот завод за ревизија од оваа година, кој што токму констатира дека овие милиони евра се исплатени на фирмите кои што вршеле услуги, но без да постојат записници за таа работа. Ова е една од причините за овие штети кои што настанаа кај овие луѓе. Исто така го гледаме и отсуството и грижата на властите токму за овие луѓе, за овие домови кои што се уништени и за овие илјадници хектари кои што отидоа. Ги нема ни централните, но ги нема ни локалните власти, ни советот на општината, ни градоначалникот да се погрижат и да помогнат токму на овие луѓе. Затоа апелираме први на Министерството веднаш да се направат проценките на штети и веднаш да се обештетат овие луѓе. Овде во Битола исто така сме сведоци на огромното незадоволство на земјоделците, на производителите на пченица од цената на пченицата која што оваа година е 8 денари или помала од 8 денари. Со оваа цена не може да се покријат ниту производствените трошоци на земјоделците. И тоа е една огромна мака пред која што се исправени, а повторно институциите и државата ги нема. Сакам да потенцирам дека има неколку причини за тоа што го констатираме дека институциите не постојат кога се во прашање земјоделците. Први, ниту се знае производната цена, ниту се знае пазарната цена. Тоа е обврска на институциите, токму обврска на агенцијата која што е со седиште во Битола за поддршка на развојот на земјоделието, е да ја дефинира преку сопствениот систем трошоците за цената на чинење на пченицата. Тоа имаат обврска да го прават преку нивниот систем, но тоа не се прави. Исто така, Министерството преку воспоставениот единствен систем на земјишна политика во рамки на Министерството има обврска да ја дефинира пазарната цена. Ниту производствената, ниту пазарната цена државата нити ги утврдува, нити ја знаеме, нити ја знаат земјоделците и затоа се изложени токму на вакви злоупотреби, на притисоци од страна на сите засегнати. Нашиот став е јасен дека овие институции мора да функционира државниот земјоделски инспекторат кој што мора да врши контрола на тоа како се врши откупот. Доколку функционират институциите на системот, тогаш ќе имаме стабилни цени од кои што ќе бидат задоволни земјоделците и со влијанието на државата ќе може да имаат цена која што е над производната, односно ќе имаат заработувачка за која што се борат. Исто така, огромно е незадоволството и кај сточарите. Овие денови коси болеста јазлеста кожа, а од страна на државата, од страна на надлежните и на Агенцијата за храна и ветеринарство се прават огромни пропусти, огромни грешки кои што ги констатиравме и кои што беа потврдени токму од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство. Затоа апелираме, ако има пари за барокни фасади, ако има уште пари за споменици, тогаш мора веднаш сточарите да бидат исплатени. Нема ниту еден сточар кој што до денес има добиено оштета за своите говеда кои што му се уништени или заколени, токму како резултат на ширењето на оваа болест која што се шири поради не функционирање на институциите, поради неспособност и некадарност и нестручност на институциите чие што обврска е токму ова. Но сточарите се незадоволни и од ниската цена на млекото, која што е рекордно ниска исто оваа година и која што не ги задоволува потребите на сточарите. Затоа СДСМ постојано ќе биде со земјоделците, СДСМ постојано ќе инсистира на функционирање
и демократизирање и нормализирање на институциите, чие што обврска е да ги штитат пред се земјоделците. Ние ги нудиме токму затоа и нашите мерки, како што е зголемување на субвенциите за секој нов хектар, дополнителни субвенции, интервентен фонд од 3 милиони евра кој што е дел од нашите мерки, дел од нашата програма, а чие што цел е токму во вакви лоши ситуации да помогне на стабилизирање на цените на пазарот, токму тогаш кога има пореметување на понудата и побарувачката. Затоа инсистираме да функционират институциите во рамки на Министерството, земјоделскиот инспекторат да си ја врши својата работа, да се обезбедат веднаш пари за обештетување и на сточарите, и на обештетување за сите луѓе од долнени од штетите кои што настанаа, но и државата да влијае преку мерките кои што системски треба се спроведат на стабилизирање на понудата и побарувачката, се со цел да имате еден достоинствен живот и земјоделците во Македонија. Благодарам.